Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели и драги пријатели, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Започнуваме ново издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денешното издание на емисијата го посветуваме на одржаната 15-та меѓународна конференција за применети интернет и информациски технологии АИТ 2025, организирана од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, во коорганизација со Техничкиот факултет Михајло Пупин од Зрењанин при Универзитетот во Нови Сад, Србија. Останете со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Што го чува во тишина паѓа и таква почит не се раѓа. Ниво замисла длабоко во мене стои се што кажа, значат ама веќе не се важа. Во твој универзум, да сум само безум, правам хаосум луда, чувства сами се будат. Не сакам да се смирам, срцево само сака на сила. Се недам кога ќе те видам, немам заслуга за да те имам. Во твој универзум, да сум само безум, правам хаосум луда, чувства сами се будат. Не сакам да се смирам, срцево само сака на сила. Се недам кога ќе те видам, немам заслуга за да те имам. Чувства патам, со секој потек повеќе се давам. За излез да најдам. Во твој универзум, да сум само безум, правам хаосум луда, чувства сами се будат. Не сакам да се смирам, срцево само сака на сила. Се недам кога ќе те видам, немам заслуга за да те имам. Во твој универзум, да сум само безум, правам хаосум луда, чувства сами се будат. Не сакам да се смирам, срцево само сака на сила. Се недам кога ќе те видам, немам заслуга за да те имам. Веќе кажавме во најавата дека Факултетот за информатички и комуникацијски технологии Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, минатата недела, поточно на 7 ноември 2025, ја одржа 15-та меѓународна конференција за применети интернет и информацијски технологии АИТ 2025 во коорганизација со Техничкиот факултет Михајло Пупин од Зрењанин при Универзитетот во Нови Сад, Србија.
Конференцијата обедини учесници од повеќе земји, а фокусот беше ставен на олеснување на имплементацијата на интернетот и информатичките технологии во сите области на човековите активности. Конференцијата обезбедува форум за дискусија и размена на искуства меѓу луѓе од владата, државните агенции, универзитетите и истражувачките институции и практичарите од индустријата, вели деканот на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии Битола, професор доктор Благој Ристевски, и појаснува. На конференцијата беа испратени повеќе од 60 трудови, а рецензентите внимателно ги рецензира и ги избра најдобрите трудови да бидат презентирани денес во 8 сесии. Исто така, денес ќе се организираат и повеќе работилници и панел дискусија, работилници за проекти во кои што ФИКТ е учесник, партнер учесник, и тоа работилница за МК-Сейфнет, Центар за побезбеден интернет во Македонија, и работилница за првиот Европски дигитален иновацијски хаб во Македонија, Innovate EDI. Исто така ќе се организира и панел дискусија на тема Сайбер безбедност. Ајде нешто повеќе ве молам за работилницата за побезбеден интернет. Во рамките на работилницата за Центар за побезбеден интернет, под акронимот МК-Сейфнет, ќе бидат презентирани активностите кои што ги има направено проектниот тим, составен од учесници од Македонија. Инаку, раководител, партнер на овој проект е Министерството за дигитална трансформација. Целта на овој проект, МК-Сейфнет, како прв проект добиен во рамките на програмата Дигитална Европа, Digital Europe, е воспоставување на Центар за побезбеден интернет по примерот на другите европски земји, затоа што во Македонија се уште немаше етаблирано, формирано ваков Центар за побезбеден интернет. Интернетот секако дека може да биде побезбеден, но идеална безбедност секако дека не постои. Тука сме ние, учесниците во проектот, чија што целна публика се младите, адолесцентите, учениците од основни и од средни образование, нивните наставници, родители, да ги запознаеме со предизвиците со кои што може да најдат младите лица, децата, младите лица. Во рамките на овој проект организиравме во мај хакатон наменет за учесници од средно образование, а во декември, на 13 и 14 декември, повторно ќе се организира хакатон на кој што учесници ќе бидат студенти од сите државни и приватни универзитети во земјата. Кој е најдобриот начин за младите да се справат со сите закони кои што се на интернет? Младите, па и нивните родители и нивните наставници, секако дека мора првин да се едуцираат. Тие се најизложени затоа што имаат пристап преку нивните мобилни телефони, преку нивните компјутери, лаптопи, постојано се на интернет и мора да внимаваат на заканите како што се на малициозен софтвер, но и сайбербулингот, сайбергрумингот и други сайбер закани со кои што може да најдат младите луѓе. Раководител на проектот е Министерството за дигитална трансформација. Задачата на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола беше и да учествува во подготовка на хакатони, подготовка на физибилити студија за воспоставување на ваков центар во државата, понатаму кост-бенефит анализа за овој центар, изготвување на дигитални содржини, материјали, игри, презентации со кои што ќе бидат анимирани и запознати адолесцентите, учениците од основно и од средно образование за можните закани со кои што може да најдат на интернет. Исто така бе организирани обуки во основните училишта во Битолскиот, во Пелагонискиот регион. Најнебезбедни се чувствуваат секако, бидејќи станува збор за адолесценти, па некои се и помали групи, ученици од основно образование, во лажните профили, каде што тие може да станат жртви на сайбербулинг, на сайбергруминг. Тука мора да се стави повеќе акцент.
Проектот МК-Сефнет започна во септември 2024 година и ќе заврши во крајот на февруари 2026 година. До крајот на проектот се очекува дека ќе биде етаблиран овој центар за побезбеден интернет по примерот, како што реков, на другите центри за побезбеден интернет во европските земји. Врзано за безбедноста, во рамките на конференцијата имате тркалесна маса на тема сајбер безбедност. Што практично ќе разговарате освен за сајбер безбедноста, веројатно и за подобрување на она што значи безбедност не само на младите, туку и на возрастните? Во рамките на тркалезната маса посветена за сајбер безбедноста ќе бидат опфатени ризиците и можностите за справување со сајбер заканите. На ова тркалезна маса ќе учествуваат експерти од областа на сајбер безбедност, универзитетски професори, представници од IT компаниите, студенти, наставници од средните училишта. Ќе бидат разгледани најпрви законската регулатива, имено ФИКТ беше учесник во подготвување и на национална стратегија за сајбер безбедност. Во меѓувреме исто така донесен е нов закон кој што ќе стапи на сила од 1 јануари 2026 година, посветен на безбедноста на компјутерските мрежи и системи. Понатаму ќе бидат разгледани заканите кои што се појавуваат во сајбер просторот, алгоритмите кои што се користат за детекција на вакви закани, тука вештачката интелигенција во справување со сајбер безбедноста, како и други актуелни теми кои што ќе ги начнат дискутантите, учесници во тркалезната маса. Одиме со музика, а потоа нешто повеќе за работилницата Innovate Edit, организирана во рамките на 15-тата меѓународна конференција за применети интернет и информациски технологии 2025, што се одржа на ФИКТ. Останете со нас на 90,8. Десет звезди горе, види само како трепкат. Таму ода душите и тепко плачат, сите тие некои чекат. Погледни, тие очи светат трепкат. Чекат да им се врати, за да им се смири душата. Тамо горе ќе чекам јас.
Во рамки на 15-та меѓународна конференција за применети интернет и информацијски технологии АИД 2025, што се одржа на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, се организираше и работилница Innovate Edit, дигитален хаб за подобрување на дигиталните вештини на наставниците и вработените во малите и средни предпријатија и институциите. Повеќе за работилницата од професор доктор Константина Велјановска, продекан за наука и соработка на ФИКТ. Она што денес ќе биде интересно исто така е работилница за Европскиот дигитален иновацијски хаб. Тоа е на некој начин една точка или еден концентратор на сите институции, на сите знаења кои што може да доведат до дигитална и зелена држава, практично. Тоа е првиот дигитален иновацијски хаб кој што се формира во нашата држава и во рамки на проектот Innovate Edit. Проектот започна на почетокот на оваа година, 1 јануари 2025 и ќе трае до 31 декември 2028 година. ФИКТ е член на конзорциумот од повеќе институции, универзитети, компании кои што членуваат практично во Innovate Edit. Што конкретно ги се работи? Целта на ваквиот хаб е да се формира, односно да се работи на неколку аспекти, а тоа е да се формира засилена дигитална инфраструктура, значи да се поттикне компетитивноста кај учесниците. Хабот е наметнет за микро, мали и средни предпријатија, како и институции од јавниот сектор кои што не остваруваат профит, значи имаат не економска активност. Распореден е според членките на конзорциумот на целата територија на нашата држава и треба да ги покрие практично сите можности, сите знаења и целата инфраструктура која што би довела до формирање на еден таков хаб, кој што ќе биде член пак во мрежата на европски хабови. Има некаде над 200 такви хабови веќе во моментот воспоставени. Во нашата околина има 2 хаба во Република Србија, 2 во Албанија, еден во Црна Гора и еден во Косово, и ова е нашиот исто така хаб со кој што веќе започнуваме да функционираме. Целта на ваквите хабови е да остварат активности во 4 области. Тоа е прво тестирање пред инвестирање, значи една можност да компаниите кои што сакаат да инвестираат во нешто во дигитална сфера и да ги зајакнат своите дигитални капацитети, да добијат можност, инфраструктура, тоа да го направат пред да инвестираат во реалност. Значи да направат симулација на својата идеја, на својот проект, и дури потоа да можат да инвестираат, да видат дали е тоа реално, дали е можно да се направи. Вториот аспект е развој на дигитални вештини кај вработените, точно на микро, мали и средни предпријатија и во јавните институции, каде што се изучуваат различни области. ФИКТ особено има голем удел во овој дел. Нудиме различни обуки за сите заинтересирани практично, освен за компаниите кои што остваруваат профит, од областа на вештачката интелигенција, сајбер безбедност, користење на компјутери со високи перформанси, интернет на нештата, значи голем различен опсег на теми. Третата област е овозможување на практично вмрежување. Во суштина имаме и еден дел каде што можеме да им помогнеме, конзорциумот може да помогне во барање на фондови. Значи, на компаниите да им се даде помош да можат да најдат своји финанси. Значи, аплицирање на проекти, нивна обука како се аплицира на проектите. И последниот дел е на некој начин вмрежување и овозможување на иновации. Вмрежувањето се однесува на остварување на соработка помеѓу членовите на конзорциумот, меѓутоа и помеѓу корисниците, со цел да се разменат различни искуства, да се осознаат нови технологии и потоа тоа да придонесе до некаков мотив за создавање на иновативни решенија. За таа цел се организираат хакатони, каде што млади учесници може да креираат нови решенија кои што би биле нешто ново навистина во науката и да бидат применети во реалност исто така.
Денес живееме во едно современо општество каде што секојдневно се создаваат нови технологии. Значи, се нешто ново, нови содржини, особено со подемот на вештачката интелигенција. И токму целта на програмата Дигитална Европа, значи Digital Europe, која што започна во 2021, ќе трае до 2027, е да се создадат услови за зголемување на знаењата и за практично од една страна зелена, а од друга страна дигитална трансформација на општеството, економијата и поттикнување на иновации. Нашата држава се вклучи со овој проект. Проектот има некаде буџет од околу 2 милиони евра, од кои што половина го обезбедува државата, а половина е грант. Значи, се вклучуваме со цел да направиме зелена и дигитална трансформација на Република Македонија. Добре дојдени се сите микро, мали и средни предпријатија, како и институциите од јавниот сектор, кои што не остваруваат добивка, не остваруваат профит. Областите се различни. Ние имаме многу напредни области во кои што можеме да ги едуцираме, значи како што е примената на вештачката интелигенција, генеративна вештачка интелигенција како еден извор, да речеме, на нови идеи во работата, сајбер безбедност, современи алатки за проектен менеджмент, 3D моделирање, значи сосем различни области кои што би биле на некој начин потреба на компаниите и на нашите слушатели. Во ваков подем на развој на технологијата, сметам дека дури и оние кои што имаат одредени предзнаења, добро би било да се вклучат во изучување на дополнителни технологии. Бидејќи технологиите секојдневно, значи буквално секој ден има по нешто ново и секој, дури да има до некаде некакви знаења, слушајќи го повторно, да речеме истата тема, може да си го збогати своето знаење со некои нови работи, нови детали, ново нешто што е откриено. Предизвик е за науката да може да се справи со овој силен технолошки напредок. Многу често сме сите буквално изложени на секакви можни и информации, и податоци, и од друга страна секакви алатки кои што се достапни. И многу често можеме да видиме некој, да речеме, слика на статична слика, да ја направи веќе подвижна слика, така да потребно е научниците тука многу да се вклучат, со цел да може да се препознаат таквите работи и да може да се контролираат на некој начин. Меѓутоа, како крајна цел сепак и на науката и на напредокот на технологијата би било да човекот поведе сметка точно за своето однесување и на кој начин ќе ги користи сите овие моќни алатки. Колку студентите на ФИКТ се запознати со сите овие работи? ФИКТ како понова единица на Универзитетот Свети Климент Охридски има млад кадар кој што се труди да е во тек со сите новини кои што излегуваат во науката и во технологијата. Студентите исто така не поттикнуваат секојдневно, бидејќи секоја нова генерација има некои сознанија нови, како што оди и технологијата напред. И ова област во суштина е обврска и за професорите, и за асистентите, за целокупниот академски кадар, но и за сите оние стручњаци кои што се во областа на информатиката, да постојано се усовршуваме. Значи, нема застанување и максимално се трудиме да излеземе во пресред на сите прашања на студентите, а нормално задоволувајќи ги сите нови знаења, значи исполнувајќи се што е можно да се научи и да се пренесе. Благодариме. На конференцијата секако присутни и студенти од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Нивните размисли за интернет безбедноста ќе ги чуете по кратката музичка пауза. Како оган и дим, како тонеки џин, така добро ми стоиш кога до мене си. Како рулет и спин, болка и кафетин, така добро би ми дошла сега, свесна ли си? Низ пола града те барам, каде си ти? Ми требаш, ти си мојот адреналин. Пола град за тебе го поминав, тур не те најдам, нема да заспијам. Низ пола град те барам, каде си ти? Ми требаш, ти си мојот адреналин.
пијам цела вечер, јасно е, за повеќе да не ми поминеш, ти во мисли ве. А ти ми правиш само филм, да мислам каде си, дали ми една си. А ти си мој адреналин, кој знам за еден миг ке ме полуди. Низ пола град те барам, каде си ти, ми требаш, ти си мојот адреналин. Пола град за тебе го поминав, дур не те најдам, нема да заспијам. Низ пола град те барам, каде си ти, ми требаш, ти си мојот адреналин. Пола град за тебе го поминав, дур не те најдам, нема да заспијам. Низ пола град те барам, каде си ти, ми требаш, ти си мојот адреналин. Пола град за тебе го поминав, дур не те најдам, нема да заспијам. Како што веќе кажавме, на 15-тата меѓународна конференција за применети интернет и информацијски технологии АИ 2025, која се одржа на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии минатата недела, посебно внимание се посвети на сајбер безбедноста. На тркалезната маса, учесниците дискутираа за современите предизвици и можните решенија во заштитата на компјутерските системи и мрежи. Но што велат студентите за сајбер безбедноста? Валентин Становски, студент на ФИК. Значи, секојдневно околу нас кружат секакви информации, податоци и така натаму. Пред се треба премногу да пазиме каде ги ставаме нашите лични податоци, што кликаме, кога ќе ни стигне имейл, најпрво треба да видиме домејнот, кој дали е сигурен мејлот. При купување, сега e-commercial е многу популарен, треба да пазиме од каде купуваме, нашата картичка, на кој извор ја доверуваме, дали се сигурни сите тие веб страници, бидејќи секојдневно луѓето се изложени на огромни измами, пред се финансиски, и бројката нивна секојдневно расти, мислам дека се уште ќе расти, а пред се мета се постарите луѓе кои што не се доволно запознани со технологијата. Ќе пробаме нашите апликации да стигнат пред се до сите луѓе, да бидат лесни за користење и луѓето да се дообразоват и да ја зголемиме свесноста, затоа што ако вака продолжи овој тренд ќе биде преопасно за сите. Интернетот од ден во ден станува се поопасен за сите. Никола Блажевски, студент на ФИК. Се сложувам со се што каже колегата. Треба пред се да се пазиме од секакви скам акаунти, има секакви веб страници што можат секакви измами да направат. Се уште се неам со такво нешто сретнато, но се надавам и дека нема во иднина. Најмногу внимавам на такви страници каде што има секакви лажни профили и така. Александар Велјановски, исто така студент од ФИК, и согласувам со моите колеги за истите работи, треба да се пазиме. Искрено има многу и лажни реклами, постарите луѓе прицкат на рекламите и исто така внесват лажни информации и од тоа треба да се пази. Има така булинг во социјалните мрежи, ама не можеш да избегаш од тие работи. Со помош на секакви реклами може овој проект да биде добар за сите луѓе во информатичкиот кадар. Прво се гледа самиот профил на Facebook, дали е официјален, дали не е официјален. Второ се гледа самиот линк, ако е официјален, например, ако влегвате на тему, дали линкот е официјален, ако е, например, со тему и неколку бројки што има пред линкот или после линкот, тоа е сомнително. И да, треба од тоа да се пазиме. Пред се треба да се апелира за лажните наградни игри кои што се многу тренд моментално. Обично се мета големите компании, банки, маркети и така натаму, се прават лажни веб страници да ме доделуваат награди и така натаму. Старата популација подлежа на тој, мисли дека ќе добија некој ваучер или пари, пратки, едно друго.
и тука се случуваат најголемите кражби, обично на идентитет, матични бројови, па потоа брзи кредити и така натаму, значи сето тоа се испреплетува. И пред се треба да се апелира на тоа, значи, доменот на веб страниците треба да е заштитен со, пример на Facebook треба да има сино знакче, да знаат луѓето дека тоа е верификувано, дека е таа вистинската страница и најмногу треба да се обрни на тоа, значи вистинската веб страница, вистинскиот домен. Кога се влиза во веб страницата, обично даначниот број и некои такви информации, ако обично луѓето сакаат да се запазат на тоа, можете и тоа да го проверат исто така. Но пред се верификуваното сино знакче, тоа е знак дека тоа е вистинската веб страница. Со апел да бидете крајно внимателни кога го користите интернет просторот, го завршуваме ова издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а и уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио УКФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Бидете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Камен дај може ли? Дали сонувам се, лесно ми влага у мисли. Нема простор за мисли, меѓу нас има искри, нешто големо изби. Околу неа има луда фама, оној нејзин лик, само тој го сакам. Меѓу нас ова долго трае, ова срце моје, само ти го дам. Ме сониш, ти ми збориш и ме допираш со твојот нежен глас. Тие бисери се мои, мојот бисер добро стои на твојот врат. Цел негов сјај
сега мислам само на неа, а дали сонувам се, лесно ми влага у мисли, нема простор за мисли, меѓу нас има искри, нешто големо изби. Укло ФМ Битола, ноември 2025 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ Битола. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk